Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место, зошто, бидејќи вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе ја бараме во наредните 85 минути во интервјуто со Драган Даниловски. Денес е 27 февруари 2022 година. Пред 2 години, на 26 февруари, значи вчера, правевме 2 години кога во Македонија се појави првиот пациент заразен со коронавирус. На 26 февруари 2004 година, пред 18 години, беше авионската несреќа на Борис Трајковски. И ние имавме дилема која тема да ја обработиме во емисијата. Дали авионската несреќа на Борис Трајковски или појавата на корона пандемијата во Република Македонија, која изминатите 2 години буквално осмени животот не само кај нас, туку и во целиот свет. На крајот одлучевме дека животот треба да има предност пред смртта. Бидејќи некаде се наоѓаме на крајот, така велат сите, така вели професор Даниловски, на пандемијата, дека треба да се подготвиме за животот кој почнува после 2 години карантини, вакцини, зарази, незарази, тестирање и така натаму и така натаму. 85 минути одлично интервју со Драган Даниловски, јас уживам во интервјуто. И ако јас уживам во интервјуто, тогаш бидете сигурни дека и вие ќе уживате во интервјуто. Станете со нас, погледнете во интервјуто и сигурно нема да зажалите. Добар вечер за професор Драган Даниловски. Добро вечер, благодарам на поканата. Во живо, после трет пат, нели? Интервју во живо, тука во нашата продукција. Како сте? Добро сте? Благодарам добро. Се радувам што навистина некои предвидувања вака што ги правевме минатите месеци полека се остваруваат. Сведоци сме дека кривите на бројките во множина и на новите случаи, и на хоспитализираните, и на починатите опаѓаат цело време. Добро, професоре, овие 2 години, вчера беше 2 годишнината, значи 26 февруари, смртта на Борис Трајковски, првиот позитивен пациент или првиот ковид пациент во Република Македонија. Бе во дилема што да снимам за 26-ти, денес сме нели 27-ми, што да објавиме или на што да посветиме поише внимание, дали на смртта на Борис Трајковски или на или на авионската несреќа на Борис Трајковски, бидејќи многу процеси во државата отидоа во еден сосема друг правец после таа сообраќајна или авионска несреќа и 2 години од првиот ковид пациент во Република Македонија. 2 години кои ни се чинат како 10 години да се. Дел од населението се уште не може да излезе од тие некои стеги. Вие овие 2 години, иако имавте врвна кариера, го искористивте во наводници максимално, многу луѓе, многу некои идоли, одредени величини падна, не само во медицината, туку падна и во политиката, во јавниот живот, а вие стекнавте огромна доверба. Како ја прифаќате таа доверба што ви ја дава овие 2 години, кои се можеби најтешки години последните 30 години во Македонија? Да, јас не би можел да го квалификувам тоа дека сум се стекнал со некаква доверба. Јас немам таква перцепција. Морам да ви кажам дека има доста, особено на социјалните мрежи, сведок сум на што и да изјавам, што и да напишам, што и да објавам. Има позитивни коментари, но многу често има говор на омраза, буквално тој израелски. Не го учествувате како доверба, вие сте достапен без малку 24 часа на ден за сите што ќе ви напишат. Да, ама како показател тие такви навреди што ги читам. Тоа ми е вака сепак еден индикатор за нешто. Тоа е професор дел на културата, но еден голем дел од населението верува во вас. Верува вашите проценки. Верува тоа што ќе кажете. Гледате, бардови на лекарството или на докторите во Македонија ги снема овие 2 години. Исчезна. Многу мина од вашите колеги врвни доктори. Беа исплашени од целата ова ситуација. Вие не. Одговаравте, дававте сугестии, дававте прогнози, проценки, храбревте тогаш кога беа паднати, кога беше падната јавност и така натаму. И тоа ви донесе огромна доверба. Благодарам за таквата перцепција што имате за мене. Јас никогаш не влегов во игра во наводници, не се впуштив во такви некои коментирања во јавноста, не се впуштив со некаква предумисла, со некоја задна намера да
да си правам некаква кариера. Па јас во пензија сум каква кариера, нели? Најмалку политичка. Вие имавте кариера. Па имав, да, и тоа заврши. И баш се прашував што ќе правам откако Откако ќе заврши? Откако ќе заврши работниот стаж, нели, во пензија и човек се наоѓа сега што ќе прави со себе си. Испадна ова, ете така, се најде, да кажам, да не го, обично така се случува кога ќе отиде човек у пензија и се наоѓа во вакуум и попушта со здравје и така натаму. Се наоѓа како мува без глава. Кај мене тој рез не се случи, не го доживеав, напротив. По заминување во пензија испадна дека сум многу по ангажиран не од некого, туку јас имам врски секој ден да било да одговарам некому, било на новинари да одговарам, било по едно време и со министерот Филипче контактиравме и така. И сето тоа на неформална основа, на незадолжителна основа. Вие бевте скоро 2 години министар за здравство. Да, 99-2001. 2001 година. Вие всушност излегувате од владата, ако се прави една широка влада, помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, кога е војната 2001 година. Значи 2 години сте биле министар за здравство и колку што јас се сеќавам, ниту една етикета црна дамка на тоа ваше министерување и така натаму. И бидејќи нема црна дамка, многу од нашите гледачи не се сеќава дека вие сте биле министар за здравство. Ги знаете, работите и од оваа, ги знаете, работите од таа страна. Што ни се случи нас како држава, како свет, како цивилизација, 2 години од првиот пациент, а без малку 2,5 години или 2 години, 3-4 месеци од појавата на вирусот во Кина. Поминавме, некој тоа ја нарекуваат биолошка војна или трета светска војна. Гледате, ова се случува во Украина, иако ова би требало по таа логика да биде некое финале. Имаше прво дипломатија со вакцини, па дипломатија со природен газ и се на крај нема дипломатија, има тенкови, оружје и така натаму. Како вие ги дефинирате овие 2 години кога светот помена ни со еден многу турбулентен период? Мислам дека тоа што ни се случи ќе го квалификувам како секое зло за добро. Требаше да ни се случи пандемијава за да го крене превезот, значи ова е вирусна пандемија, на вирус, да го крене превезот што беше покриен, со кој што беше покриена пандемијата на сиромаштијата, да речеме. На планетарно ниво, на глобално ниво. Се крена превезот од една вистина дека сме ужасно поделени, дека не сме еднакви, дека има не само меѓународни разлики, подвоености, туку дека има и внатре во државите, ајде да ги наречам класни разлики, богати, сиромашни. Се освестивме, ни стана јасно, не тресна директно в чело, дека човечкиот живот не се почитува. И добро професоре. Едноставно умираат луѓе истовремено им е до свадби, истовремено им е до журки, до кафичи и така натаму. Пред 2 месеци беше објавена некоја тајна преписка на врвени епидемиолози, вклучително и Ентони Фаучи во Соединетите американски држави. И тоа се објавени во овие британски сериозни дневни весници или неделници, дека знаеле уште пред 2,5 години многу информации кои не ги споделувале со јавноста, дека постоело сомнеж дека вирусот може би излезен од таа лабораторија во Кина, дека тоа не го кажувале за да бидејќи било политички опортуно, дека можело да направи одредени политички штети. Не може некој процес и во светот и во животот да се случи, а да не е поврзан со ништо. Одеднаш да се појави некој вирус генерално, кој е сосема различен од останатите. Сега 2,5 години после тоа, како вие би го дефинирале, знаеше науката што се случи, врвните научници кои ги имат оние информации кои и вие како научника, ние како јавност сме ги немале? Да ви кажам, тие теории за вештачко потекло на вирусот од самиот почеток се присутни, нели? Дека избегал од лабораторија или дека дури намерно е пуштен и така натаму. Од едните или од другите. Вие што мислите на пример? Јас мислам дека го знам и тоа што го кажавте дека
и Фаучи знаел, па разговарале, ама... То си имал преписки коим се пресретнати. Дека наводно процена е дека веројатноста да е избеган случајно инцидент да се случил во Вуханската лабораторија на вирус на кој што е експериментирала, или дека од природно потекло наводно е 50-50, пола-пола веројатноста. Па така не е поделена и јавноста. 50 верува во едно, 50 верува во друго. Знаете, и тоа е најлоша поделба што може да постои кога половина од елитата од јавноста, научниците веруваат во едно, половина во нешто друго. Тоа е поделен свет, поделено општество. Да, поделени сме. Вака од слушна гледна точка, она што значи инцидент во микробиолошка лабораторија, тоа секогаш може да се случи, тоа во принцип не е исклучено. Ама од една друга, чисто епидемиолошка гледна точка, ако тоа го тргнеме на страна, еве да му оставиме 50% веројатност, другата половина на веројатноста се однесува на природно потекло на вирусот во смисла на тоа дека реално и друг пат со SARS-от порано, со MERS-от 2002-2003 година кога беше SARS-CoV-1, ова е SARS-CoV-2, тогаш се покажа дека резервуари се жаришта, односто природни резервуари се вилјајаци, но дека се интермедијарен, средишен, спореден, посреден домаќин, дека се едни каветки, едни ласици, вид ласици. И тоа е докажано дека од лилјаците преку тие ласици, еден вид ласици, се е преминат вирусот на луѓето. Еве по аналогија. Овие другиве вамо, MERS-от 2012-2013 година во Саудиска Арабија, таму испадна дека посреден интермедијарен домаќин од лилјаците према кон луѓето, како скала, се двогрбите камили, еден вид двогрби камили. Значи, имаме две работи, сродници, братучеди на SARS-CoV-2, кои што дошле меѓу луѓето на природен начин од своите природни резервуари. За SARS-CoV-2 се претпоставуваше исто така дека од лилјаци се префрлил на едни мравојади, лушпести мравојади, интересни се како крлушки имаат на телото, ги викаат панголини, а кинезите се познати по тоа дека диви животни си ги имаат на мени и се многу на цена, па и панголините меѓу другото. Значи, тоа беше една теорија која што не беше докажана, ама беше, така да кажам, реална. Сега, дали е тоа вистина? Или навистина избегло од лабораторија, ќе видиме. Но има нешто друго. И тука се чуди јавноста, од кај знаат дека ќе има и други епидемии. Па, веројатноста, зборуваме за веројатности, не зборуваме за 100% нешто дека ќе се случи, ама веројатноста е висока да дојде и до некој сличен ваков инцидент, пандемиски или епидемиски и во некоја иднина, заради тоа што се повеќе луѓето се обидуваат да освојат обработливо земјиште, да крчат шуми, да сечат џунгли и така натаму, значи има директна една веројатност да стапат во контакт со животни кои што се носители на вирусите, дали се тоа лилјаци или нешто друго, се едно. Понатаму сточарството е во подем, градежништвото е подем, се крчат територии, шуми се сечат за градови да се градат, куќи да се градат. Значи, едно директно продирање има на човекот во нетакнатата, во недопрената природа. Добро, професоре. Овие тези дека ова е биолошка војна, за вас се прифатливи? Бидејќи светот на вистина 2 години како да се наоѓа во некоја фаза, ситуација на биолошка војна. Затворени дома, скафандери, паники, карантини. Погледнете во Австралија.
200-300 дена градови од по 2, по 3, по 5 милиони жители се во карантини. Тоа тешко може да се издржи. Кога сме биле или кога била цивилизацијата во карантини, била во текот на Прва, на Втора светска војна. На 15 век ко биле овие црни чуми и така натаму и така натаму. Значи, ние се вративме 1-2 века, дури 5 века назад. Светот никош не бил вака затворен. Говориме за еден свет во сегашни услови, кога со интернетот, кога со социјалните мрежи, во една секунда сте вие на било кое друго место. Метафорички кажано, сте на било кое место во светот, може да искомуницирате, да видите што се случува во Рио де Жанеиро, во Сидни, во Мелбурн, во една или во неколку секунди. Што нас не се случи, бевме испани, еден голем дел од народот беше испаничен. Прекина со работа. Има луѓе кои се уште не одат на работа, кои се уште онлайн од дома, не можат психолошки да прекршат дека ќе комуницираат со луѓе. Да, тој број станува од ден на ден се помал, меѓутоа тие некои нуспојави, нусефекти се сепак се уште присутни. 2 години. 2 години е доволно време да можеме да направиме една така сублимирана анализа што нас не се случи. Па ни се случи, еве велам, прво ни се случи да бидеме неподготвени. Зошто? Оној момент кога таму некаде ноември се има појавено првиот случај во Кина. Да. Во Кина, веќе во декември, а веројатно и во ноември, веќе во почетокот на јануари на 7 Кина честно ја има информирано Светска здравствена организација. Веќе на 10 јануари 2020 година е секвенциониран геномот на вирусот. И се пазите, некаде во средината на јануари, значи неколку дена после тоа, Светска здравствена организација го прогласува вирусот, односно болеста, се свати дека е нова болест во прашање, беше идентификувана пневмонија, као примарен симптом, ја крсти, ја нарече јавноздравствена итност од интернационална, од меѓународна важност. Public Health Emergency of International Concern. Тој квалификатив значеше дека цел свет треба да се подготви. Не го стори тоа. Само кинезите го сторија. Беше потребно март месец да дојде, некаде средината, па Светска здравствена организација да прогласи глобална пандемија, па дури тогаш да се свести светов дека нешто треба да преземе. Тогаш беше веќе доцна. Добро. Вие сте били министер. Зошто беше доцна? Можеме после да... Да, вие сте били министер за здравство. Сте комуницирале со Светска здравствена организација. Или таа Светска здравствена организација во дел на македонската јавност која во основа не верува во вирусот, не верува во вакцини, смета дека ова е измислено за да ги држи луѓето дома, и се јавуваат, нели ви пишуваат, нема вирус, вирусот е исти како грип, каде исчезна грипот сега, нели кога нема вирус. Таа јавност на столбот на страмот ја става Светска здравствена организација. Дека Светска здравствена организација всушност е ударна тупаница на фармацутската мафија која треба преку СЗО, преку тој Габријесус, како се нарекол првиот човек од Етиопија на Светска здравствена организација, да печели огромни профити и да прави огромни пари. Како функционира тој систем? Сте комуницирале, знаете како функционира. Мислам дека Светската здравствена организација се обрука малце во тек на пандемијата, го изгуби авторитетот заради тоа што од самиот почеток нудеше во јавноста мощне опречни, мощне контроверзни, спротивни едни на други, различни препораки. Нели се сеќавате на почеток беше инсистираа дека исклучиво се пренесува по капков пат, да, па испадна после дека контакт на дека и аерогено може преку воздух. Па прво велеа не треба маски да носите, освен здравствените работници. Па испадна дека маските се основно средство кој нема друго поефикасно за трансмисија на вирусот. Така што прилично се разниша.
Јас мислам дека тоа е едната работа. Беше не само тие, да кажам, терца и мудира или паралелно се произнесува и оние центрите за контрола на болести во Америка. Па ако сакате и Европската агенција за лекови. Значи, односно Европскиот центар за контрола на болести, пардон. Значи, сите некако одеа можна несинхронизирано. Зашто ја подценија болеста, ги изненади и многу ваши колеги, например, вие. Вело Марковски, например, беше директор на инфективна во ваш мандат, ако не се лажам. Да. Бевте министар нели за здравство 2 години, во ваш мандат Вело Марковски е директор на инфективна клиника. Таму имаше едно јадро кое и сега некои конфликти нивни од тој временски период ние можеме да ги гледаме дали преку екс-министерот Филипче, дали преку некои главни епидемиолози кои напуштија инфективната клиника, отиде во 8 септември, под 8 септември во приватни клиники, така натаму, че тој конфликт си тлееше, што се вели. И Вело Марковски долго време велеше дека вирусот не е така опасен, дека тоа е грип и до пред еден месец кога излезе на едно телевизиско интервју рече и дека и тој бил заразен од корона или ковид и дека имал симптоми како да е болен од тифус. Дека бил во бунило, станувал, се будел, мислел дека ќе умри, така натаму и така натаму. Но, сикам. Нели тоа е негова изјава. Симптомите на овој вирус ве изненадија ли? Некои врвни доктори на почетокот пред 2 години веле дека тој прави така ги разорува органите во човечкиот организам, или кога мене му објаснуваа, јас мислев дека тоа е навистина некој джамбо вирус кој сите ќе ги барем пола човештво или пола свет ќе уништи, ќе умри, дека тоа се разорува, дека ги снемува бубрези, снемува бели дробови, така натаму и така натаму. За таков еден вирус стануваше збор, како вие тие процеси би ги дефинирале сега? Зашто луѓето одбиваа, па дури ваши колеги, да веруваат дека тоа постои? Па мислам дека претежно кај луѓето се јави една недоверба и штом ќе се јави недоверба, тие се затвараат, луѓето, обичните луѓе, се затвараат како школки, подигаат одбранбен гард и се неприемчиви за рационални објаснувања, за едноставни рационални објаснувања. На сета таа работа им кумува и некои колеги кои што така нели одеа. Како велеше Несторовиќ, пред 8 март пред 2 години, во Милано, кој беше во Ломбардија, таа голема. Да, одите за 8 март во Италија. 8 март, тамо ќе бидат паднати цените, сега можете да одите на шопинг. Така, можете несериозни се тие такви истапи, тоа се веројатно мотивирани од некои лукративни мотиви, цели лукративни имаат сигурно таквите поединци, ама народот таков е народот. Во основа е склон повеќе да верува на некаков таков лесно питек, ја викам турбофолк совет. Медицина. Во медицината, турбофолк во медицината, значи, или турбофолк медицина повеќе милува да верува, да почитува во наводници, отколку наука, да кажеме. Професоре, гледате, ние психолошки во овие 2 години всушност на површина не излегува сите слабости што ги имаме кај еден дел на јавноста во основа. Вообичаено или рационален човек чита од многу места, прима информации, ги синтетизира, ги анализира тие информации и извлекува одреден заклучок. Или се консултира со тој заклучок со експерт на кој му верува. Во Македонија еден голем дел од јавноста, да не речам поголем дел од јавноста, прави заклучок и врз база на тој заклучок кој го има направено, без да прочита литература, подоцна одбира да чита само таква литература која ќе му го потврди заклучокот. Так. Тоа нас не се случи изминатите 2 години, не само со короната, генерално со се. Дали сакате Украина, дали сакате Русија, Америка, дали сакате криза со газ, значи било што тој прво стекнува заклучок или носи заклучок и подоцна си бара потврда. Наместо да е обратно, да бидеме слободни со размислување, да можеме да прочитаме, да видиме, да донесеме. Мислам дека тоа е специјалитет овде на Балканот. На Балканот пошироко. Затоа во лажни вести ние најмногу веруваме во Македонија, статистички докажано. Да, теории на заговори така натаму. Мислам дека
тука веројатно или доминантно како фактор лежи образованието такво какво што ни е во последните кај нас 30 на години. Значи, ние имаме образование кое што е во наводници, да ми простите. Имаме образование во кое што веројатно се истерува, се следи наставната програма, она што е предвидено наставни единици да научат децата, ама образованието не ни ги едуцира децата. Не ни ги учи како да бидат луѓе, како да станат добри луѓе. Како да мислат, како да размислуваат. И како да размислуваат. Како да ги примат информациите. Така е. Значи, не ги учат како да си го употребат мозокот, компјутерот, за да дојдат сами до заклучок врз основа на нешто што е иницијација со некои факти што ќе му дадат да научи. Туку при испитување бараат репродукција од таа до таа страна. Лите професоре, ајде да не ги земе. Папагалски. Да не ги земе докторите. И добиваме папагали. Така, не зборам само за докторите, зборам за генерално за образованието во Македонија. Погледнете ги историчарите во Македонија, да не земе доктори, да не земе новинари, нели, наш еснав, наша сфера, земете ги историчарите. Тие знаат се. Која година, која битка, што се случило, како се случило, меѓутоа не си дозволуват да почнат да анализират зошто е тоа така. Тоа исто како сега гледаме што се случува во Украина, има 50 тенка, 100 тенка, 200 тенка, 1000 тенка, авиони, хеликоптери, така натаму. И тоа ќе го гледаме на сите телевизии, меѓутоа нас не фали еден логично објаснување зашто тоа се случува, така и во историјата, така и во здравството, така и во политиката, така и во секојдневниот живот. Ние немаме логичен одговор зашто ни се случи еден мал вирус кој не го гледаме, кој не постои. Не ли ве прашуват и вас, па каде исчезна грипот? Зашто нема грип кога има вирус? Па ова е всушност некоја постврда или по-тешка варијанта на грипот. Тешка ли ова потешка варијанта на грипот или ова нешто сосема друго? Да, потешка малку варијанта на грипот. Мислам дека на короната исследува судбина на грипот. Ама не утре, не задутре, можеби не ни до година, можеби за неколку години, постепено до таа мера ќе се спитоми, што мислам дека ќе биде на ниво на грипот, дури и помалку опасна, короната ќе биде. Тук всушност ќе се нареди во заедно со оние други нејзини собраќа, 4 други коронавируси, предизвикувачи на обична настинка, познати, идентификувани уште 65-6 година, кои што предизвикуваат 30% од сите настинки што ги доживуваат луѓето на планетава. Околу 30% од причинителите се коронавируси. Тие 4 типа специфични. Различни се од COVID, од COV-2, од овој SARS-CoV-2. Ама му се братучеди, исто како SARS од 2002, MERS од 2012. Како јапонци и кинези или како корејци и кинези? Сите се жолти, сите се косовки. Значи тука се не дека сите се косовки, не овие се измелезени овие 4 и имаат и европски. Професоре, како овој станува поопасен од нив? Како ова 4-та или 5-та генерација на Па заради тоа што овој новиот, овој сега со кој што имам работа коронавирус, не зависи од варијантите. Оригиналниот тип, па алфа, па имаше бета, па делта, гама имаше, па делта дојде и на крај омикрон, па се омикрон BA1, BA2, BA3, разни тие субтипови. Ја научивме грчка во ова абецеда, значи. Независно, на најновиот овој BA2 омикрон, мала дигресија да направам, нема да му дадат нова грчка буква, заради тоа што освен што е малку позаразен, не предизвикува, констатирано е веќе од Светска здравствена организација кажа, потешка клиничка слика не предизвикува. Не е повирулентен. Ние ги научевме сите веќе формулации, сите термини и затоа не заслужува нова буква да добие. Меѓутоа, во принцип, короната која се појави во Кина таму, што е суштината, да речеме, на тој вирус, каква е опасноста на тој вирус? Само уште малце лајт мотив ќе дам. Обично имаше некои студии кои јас ги читав, кои велат дека родители на мали деца или родители со мали деца, говорам, значи забавишта, градинка, прво, второ, трето оделение, нели, кои почесто се разболуваат, имат подобар имунитет да се справат со
короната, дека Така. почесто и родителите поради децата или покрај децата се заразуваат и тоа развива некој имунолошки одговор. Така. Тоа ми беше зборот, значи овие 4 типа се децении овде меѓу нас. Најчесто во почетокот деца кои ќе се родат во првите години од животот и тоа првите 5 години од животот стапуваат во контакт со тие вируси, бидејќи секаде ги и ќе настинат. Во принцип лесно поминуваат со тие коронавируси. Понатаму ќе помине некое време, пак ќе го фатат вирусот, пак ќе добијат настинка и така со последователни заразувања стекнуваат еден цврст базичен имунитет. Децата. Тие деца утре ќе пораснат. Како возрастните сега, веќе го имаат од детството Корона. запаметено вирусот, зборам за овие од настинка вирусите. Ги имаат запаметено. Па и ќе поднастина некојаш, ќе шмршка, ќе кашла, никому ништо. Проблем се многу старите луѓе со хронични болести, со имунокомпрометиран систем имунолошки компрометиран, кои што можат и од настинка да не страдаат. Да сега, што ќе се случи со овој новиот ковид? Па тој така тешко се пројави заради тоа што имаше наивна, велиме, имунолошки наивна популација на цела планета. И едноставно едни со други не бевме адаптирани. Постепено, повторно и овој вирус, децата прво ќе почнат да го фаќаат и апсолутно аналогно како со 4 негови братучеди познати веќе од 65-6 година, и истата судбина и он ќе добие. И нема да бидат 4, ќе бидат 5. Добро, професоре. Ако се братучеди со настинките, и имат крстен имунитет. Имат крстен имунитет, да. Како вие би го дефинирале односот на короната со грипот? Каде се допират, каде не се допират? Нели на почетокот го нарекува кинески грип или кинески вирус, така поранешниот американски претседател го нарекуваше, Доналд Трамп. Каде е врската или каде е разликата помеѓу? Знаете, цела политичка елита, не говорам за македонската, од Ангела Меркел и така натаму. Мислам дека најмногу јавноста се исплаши после она пресконференција на Ангела Меркел, кај што велеше дека во наредните 2 или 3 години, таа дури временски ја имаше детерминирано пандемијата или епидемијата, како да ја наречеме, дека повеќе од 80% од населението ќе мора да биде заразено. И тоа беше шокантно некаде март месец 2020 година. Сега веќе не е шокантно. Сега сме преку 90. Сега сме преку 90, значи 2 години, веќе сме и 3-та година, испадна дека германката од Источна Германија, фрау Меркел, тоа што го кажа, тоа се оствари. Да, тоа беше за Делта 80. Така е, значи Сега веќе преку 90. Значи се што кажа жената, ние само треба да препрочитаме што ни кажа таа, германски прецизно. Што се вели? Тоа се екологија, се борба меѓу живите видови, микро и макро. Ние сме макровид, Така. Homo sapiensот, микровидови се вирусите, бактерии и така натаму. Цело време сме сите во борба за адаптација едни на други. Значи тоа е таа за воспоставување на еколошка равнотежа. И секогаш во таа адаптација доаѓа до куршлуси, доаѓа прво до жестоки реакции, громови сеvaат, тешки симптоми се јавуваат, умирања има. Ама постепено едни на други си се адаптираме и едноставно како ми се чини дека е тоа максимално ниво на адаптираност, оние 4 коронавируси, велам што настинки предизвикуваат 30%. Значи ова ќе заврши така. И луѓето. Истото ќе биде и со овој. Нема друго. Тоа е со грипот каде е? Каде се сличи? За грипот ме прашавте. Грипот е сличен со ковидот само во однос на симптомите. Па и таму некојаш знае да се изгуби. Структурата на вирусот? Не структурата. Значи, симптомите се горно-респираторни и таму може пневмонии да се јават и толку. Кај грипот не се јавува. И таму може да се јави некој енцефалит, ама таму не се јавуваат зручување на крвта, не се јавува генерализирано воспаление на целиот
систем на крвни садови. Структурата на вирусите е сосема различна. Тука нас не испомре логи. Дека сватиме дека згручување на крвта е пост-ковид ефектот. Така е. Кај што е опасен, кај што може да удри мозок, срце и така натаму, кај што има од целиот коронарен или како да го наречеме кардиоваскуларен генерализирано систем. воспаление и тоа што значи? Тоа значи внатрешноста на секој крвен сад е обложена со ендотел, велиме, со клетки, плочести, слузокожа, една, ја викаме ендотел, и таа од вирусот воспалува. Штом воспалува, организмов се покренува, се иницира да како да кажам, да ги репарира тие оштетени воспалени места на внатрешноста на крвните садови. Да се мобилизира, значи. И како го прави тоа? Со таложење на еритроцити. Односно, со создавање на тромби, мислејќи дека со тромбот ќе го малтериса оштетеното место. И сега, замислите, ако буквално сите крвни садови, од капилари до најкрупни аортата, да речеме, ако се сите воспалени во својата внатрешнина, тоа станува бура. Тогаш, вака близко до паметја, замислите сега колку организмов, која сила ќе преземе, ќе употреби за да ги репарира со малтер тие места. Модерно да се изразиме. Всушност организмот ни праќа фейк нюс или лажна вест за некое воспаление. Така. И самиот организам врз база на таа лажна вест реагира и пробува со зголемени тромбови или еритроцити. Тромбозата е реакција на воспалението. Да го малтериса тоа место за да може да го санира. И тие тромбови знаат да се откачат, покрупните ќе затнат некој покрупен крвен сад, тромбемболија се вика тоа. И така да речеме во белите дробови. И така испомре многу. Од тоа се умира, или некој крвен сад во мозокот, или во нозете, тромбоза на ноза може да се јави, или може да се јави во бубрезите. Може сегде да се јави кај што има крвни садови. Не е поштеден ни еден орган. Тоа е спецификата на овој вирус. И на оваа Тоа е болест. спецификата дека предизвикува нагласено воспаление на крвните садови и заради тоа, бидејќи крвна мрежа има во секој орган и во кожата и сегде буквално, заради тоа се регистрира такво шаренило на симптоми. Може ли како тифус да има симптоми? Може. Значи Гело навистина ги имал тие симптоми како тифус? Да, може. Тешка форма некоја. Може, затоа што меѓу другите органи и мозокот се зафаќа. Се добива еден вид енцефалитис, воспаление. Имаше таму нели на Facebook одредени смешни или коментари, млада сопруга, па да не му стаела нешто провери таму, но значи и такви симптоми можат на тифус да се јават во. Да, меѓутоа основно кај тифусот, настрана короната, основно кај тифусот е што се јавува еден делириум, фаза на делириум, фаза кога болниот, кога му е зафатен мозокот, се наоѓа во фаза на халуцинации. Тој халуцинира како шизофреничар, бе. Мислам дека во Guardian читав, ја нарекуваат мозочна магла, или така ја нарекуваат некоја пост-ковид. Не, ова се халуцинации. Значи, така сериозни халуцинации. Автентични, како кај психоза. Психотични симптоми. Кај тифусните. Значи, влегувате во некој нереален свет. Ништо, ја ве гледам и ми се чини, не баре сте, не знам, некој зомби што кинисува со секира по мене, и јас ке се бранам. И така шизофреничар ќе утепа собствен родител, да речеме. Ама тоа е друга тема. Значи, тоа е друга тема. Грипот, шпанскиот грип 1918 година, безмалку 1/4 од населението кој тогаш постои, испоумре. Ја споредува короната со шпански грип. Бројките не се ни приближно, говорам, во делот на морталитетот со шпанскиот грип. И тоа овде имам една работа која не можам и после 2 години да се објаснам. Немаше сезона на одмор или на пензионирање на короната. Ние знаеме дека грипот е сезонски, нели?
Почнува некаде до ноември, декември, трае некаде до март, април, меѓутоа оној летен период нема. Нема ни заразени. Рано му е. Рано му е, нели? Рано му е, затоа што уште се адаптира. Како мечка... Уште има сила, уште има простор да се сили. Така е. Уште има простор да освојува. Зошто? Уште ние имаме, се извинувам, ние имаме таква една неправичност во распределбата на вакцините, да тоа е монструозно. 12,3% од земјите во развој, оние со ниски приходи, читај Африка, Азија, долу Јужна Америка, се вакцинирани само со една доза. Меѓутоа таму и иако очекувавме дека ќе има експлозија, сите велевме, нели, тоа беа анализите 2020 година, сега ќе видиме што ќе се случи кога вирусот ќе се спушти од Европа во Африка, и во Африка ние немаме ниту драматично зголемување на бројот на починати, на бројот на умрени. Точно. И така, знаете зошто? Помлада популација веројатно. Знаете зошто? Затоа што има една студија неодамно објавена од еден микробиолог во Малави, во Африка, афричка земја, Малави. Да, сум слушал. И човекот испитувал примероци на крв од дарувана крв од крводарители. Имаат банка за крв и земал примерок од секоја доза, констатирал дека некаде 80% од сите тие дози на крв во крвната банка имаат антитела за COVID-19. Претходно земени. Значи, крводарители дарувале крв и ја чуваат крвта во банка за крв. Крвна банка. Значи, во текот на животот стекнале... Они стекнале во претходниот период имунитет од COVID. Сега, просечната возраст... Како стекнале, професоре? Се разболеле. На нога го поминале? Па на нога го поминале или шмркале како кај нас. Па кај нас сега имаме таква ситуација. Имаме ситуација да луѓе чувствуваат и симптоми на настинка и не преземаат ништо. Не ода да се прегледат. Ништо не преземаат. Особено младите. Ништо. Ова што го гледаме ние бројки сега тука, помалку повеќе. Да. Па тоа е, помножете го со фактор 5, 6, не знам, може би и 10. Може претерано. Создава омикронот антитела? Да. И омикронот знае да создаде антитела? Не, антителата кои ќе се регистрираат не може да се знае дали од делта или од омикрон. Не, меѓутоа тие што прв пат се заразени, ајде да речеме официјално од омикрон. Дали може и ке нив да се создаде антитела? Се создаваат. Бидејќи имаше дилема, нели, во науката, научната мисла во медицината, дали може и омикронот да создаде антитела, не знае. Создава и дури стекнатиот имунитет против омикрон, кој што практично е доминантен веќе кај нас, вкрстено штити и од делта. И обратно. Имунитетот од делта штити не 100%, штити и од омикрон. Професоре, и вие во овие 2 години имавте амплитуди. Во почетниот период велевте дека 2 дена лебди вирусот во воздух бидејќи е потежок од останатите и дека треба да се внимава и на тоа лебдење на вирусот. Последните изјави се дека тие што се здрави, прави, со добра кондиција, треба намерно да се заразат од омикронот, за да може да се стекне некој бетон имунитет, така јас можев да ве разберам. Супер имунитет. Некој џамбо имунитет што се вели. Па тоа е во принцип кога ќе се Ве нападна многу. Како ве нападна многу ваши колеги. Да, нападна. Суштината медицината имаше коментари, не било професионално и така натаму. Да, дека суштината медицината да лечи, а не намерно да разболува, тоа беше нападот кон вас. Тоа намерно не е мој изум. Тоа е нешто што се должи на претходни епидемиолошки знаења, врз основа на она што го кажува епидемиолошката теорија и врз основа на тоа што веќе ние имавме сведоци бевме на еден обид таков во Шведска да се оди со лабави мерки младите да се пуштат во оган, да се заштитат старите во старските домови и така натаму. Малце швеѓаните се пресметаа тука. Не рачунаат дека станува збор сепак за не за обичен грип, туку за опасен посериозно. Опасен вирус
И заради тоа, помина како што помина, има доста смртни случаи. Слична таква... Има професор Кешагените дополнителни намотен, вела дека процентот на психолошки деструкција, да не ги наречам заболувања, па дури и процент на самоубиства, на луѓе кои живеат сами во Шведска е огромен. И дека они процениле дека многу полесно државата ќе се справи ако не направи карантини, туку ги остави социолошки, социјално да комуницираат, колку ги затвори дома, бидејќи сами кога се дома. Сигурно, да, ќе побудала, ќе крене рака на себе. И тоа ќе има многу поголеми штетни во наводници ефекти, отколку ако ги остави да комуницираат и да се заразат. Ама тие се посебна психологија, ние не можеме со нив да се мериме. Тие најчесто живеат во семејство од еден член. Преку 80% како што јас ги видам. Врв глава двајца ако се партнери. Ние во 3 генерации во исто семејство, така што тој таков пристап, ако си помлад и ако си вакциниран, ако си помлад, ако си вакциниран со 2 дози, а ако си постар, ако си вакциниран со 3 дози, и ако немаш хронични болести, значи ова се предусловите, тогаш добро би било во првите 3 месеци по прележувањето, а особено ако си прележан и вакциниран, во првите 3 месеци да си го билдаш, да си го поттикнуваш имунитетот со последователни контакти со вирусот. Само така е безбедно, ама сепак уште еден услов, ако си помлад од 50 или од уште помалку е испод 45 години. Добро, професоре. Се друго може да биде ризично. И се друго би требало да не игра руски рулет, туку да смета на бустер дози на вакцина, кои што сепак се безбедни. Зошто овој вирус не одмара во тек на лето? Грипот одмара во тек на лето, настинките во голем дел одмарат во тек на лето, братучедите на нова корона, SARS-CoV-2. Зошто тој не одмора во тек на лето? Овој не е некој црногорски вирус кој сака да одмори, знаете. Да, малку чудно, меѓутоа мислам дека е лесно објаснимо, заради тоа што се уште има наивна популација за освојување. Значи се уште има материјал за горење. Има се уште гориво. И едноставно сака да кажете дека грипот затоа што, ама пејте, значи и во лето знаат настинки да се јават. Знаат да се јават, само што имаме сезонски осцилации. Само во лето ги имаме вирози. Од air condition. Ама и лето знаеме да настина. Како викат од air condition. Како да не, ама секојаш се должи на вирус. И сега овде има многу голема концентрација, многу голема количина на гориво за горење. И едноставно сега тој да оди у лето да дреме, да одмори, да одмора, тој зашто да не, тој гледа уште поголем значени походи да направи. Испаѓа, значи многу интелигентен вирус. Значи тој вирус така интелигентен ко некој Франкенштайн вирус кој што има нешто земено од Хифово што беше Нобеловецот, што почина во Франција пред 2 години. Да, Монтање. Како велат, му извршиле атентат, а човекот имал 88 години, значи тој требал да живее веројатно 120-150 години и ќе умрел тогаш од природна смрт, а сега бидејќи многу зборил, нели го убиле, му извршиле атентат, нели тоа се овие теорија на заговор што околу овие спекулации за грипот не ви кажав, грипот во однос на короната едно време лани да речеме го немаше. Го немаше, ама го немаше заради тоа што постои една ваква една законитост, да ја наречем, ваков принцип во епидемиологијата. Прво, сите оние мерки заштитни, бидејќи едните и другите се респираторни вируси, истите мерки го превенираат заразување и од грипот. Тоа е едно. Второ, има и нешто друго. Постои принцип на интерференција во епидемиологијата, кога еден вирус од ист тип респираторен и едниот и другиот. Кога овој респираторен вирус е помоќен, го растура другиот. Му се повлеко како во глутница кучиња. Малецките кучиња се тргаат на страна, чекаат да се изнајадат. Значи ова коронава му доаѓа како руска армија, а ова грипот како украинска армија од прилика, нели? Да, и го растура од два дена. Значи се повлекуваат, отстапуваат место, едноставно таа компетиција, просторот го освојуваат помоќните. Тоа е едноставно природна логика една. Професоре, со шпанскиот грип можем ли да направиме логика?
Кога се појави ова корона, светот беше во една таква хистерија, пола свет ќе испоумре, нема да се спаси, па се случи оно Бергамо сценарио во една Италија, кај што сандаци се ваде, нели после вадеа тамо слики дека тоа не било така, дека тоа е фризирано, монтирано и така надолу. Не, тоа се гледаше гробиште, има свежи во Италија, во Аталанта, на фудбалски надпревар 50.000 луѓе еден до друг, набиени на пола метар, навиваат, плюнка од еден кон друг, нели, или бацили од еден кон друг и така натаму, и беше страшно некаде февруари-март пред 2 години. Мислам, светот беше на рапна хистерија. Без малку имавме чувство, тој што ќе се зарази, ќе заврши 2 метри под земја. Да, добар израз, хистерија. Ние покажавме ствари. Или пандемијава добро ни дојде. Да видиме, она што го кажав на почеток. Прво, дека има страхот на нееднаквост. Дека ние цело време сме имале пандемија на сиромаштија. Ама професоре се појави кај што се богати, се појави во оној богат италијански север, значи тамо не е проблем ни на вакцина, ни на медицински. Значи прво Тоа се должи прво на чекање премногу. Јас ви кажам, Западов реагираше дури во март месец, откако Светска здравствена организација прогласи глобална криза. Тогаш веќе беше доста. Вие мислите дека треба кинескиот модел да се прави? Може би не до тоа ниво на бруталност и драконски да биде, но во почетокот тоа го викаме чекан и танц. Во стратегијата мора прво да се удри со чекан. Да го зашеметиш непријател. Ние го спомнуваме, нели, моделот на вариола вера 1982 година, колку 39 починети имаше само. Така. Јосип Брос Тито, кај што во 10 дена ја вакцинира без малку цела. За 18 дена точно. Цела поранешна СФР Југославија. Кинезите спроведоа еден сличен модел, не со вакцинација, туку со карантини, еден човек во 10 милионски град, цел град го затвара. Тоа го направи и австралијаните и некаде пред еден месец кога беше овој тенискиот турнир на Австралија Опен, таму имаше по 70, по 80, по 130.000 заразени. И доаѓаме до она теза на Меркел дека сите мора или 80% да бидат заразени, дека вакцината всушност не штити, туку само ви овозможува полесно да се справите со вирусот. И тоа веројатно на луѓето не им, или вие како лекари, ние како медиуми не им објаснивме дека тие вакцини треба да им обезбедат полесно да се справат со вирусот. Така, а ние во наводници ги лажевме, велевме, ако тоа го направите, нема да се заразите. И тие беа разочарени и тоа беше плодна почва за сите овие антиваксери групации, гледате. Ама тоа беше за оригиналниот вирус, така? Новак Џоковиќ го доживува како модерен Че Гевара, нели, кој се спротивстава на цел свет. Да. Ако Че Гевара, нели, се борел со пушка за правда, за слобода, за комунизам, Новак Џоковиќ со непримање вакцина е лидер на новиот свет, на новото време, значи. Така се издигна. Мислам дека не се снајдовме генерално како свет. Мислам дека во голема мера се задосни со мерките, велам зашто, а веќе беше доцна. И сите тие локдауни после што се презема, практично нешто многу битно него сопреа ширењето на вирусот. Нешто премногу битно не се постигна. Секаде. Некаде закаснија, некаде ги отпуштија, ги релаксираа мерките, например Индија. Индија многу брзо ги релаксираше мерките, па настрада, после уште еден брат им се јави. Значи, некако во таа една хистерија се заборави дека треба на струка да се потпрат, а не на политика, све беа тоа политички одлуки, а струката вели, мора да постојат критериуми кога се удира со чекан, кога се прави локдаун од прв степен, од втор степен, од трет степен, дали само политички час ќе биде или како ќе биде. Значи, целата работа во однос на тие почитување, тие критериуми не беше почитувана. Значи, струката не се почитуваше. Политичарите носеа одлуки. Зошто носеа политички одлуки политичарите? Затоа што, за разлика од Кина, кај што некој друг систем општествен има, ама овде,
кај што глобален капитализам постои како општествено уредување, испадна дека глобалниот капитализам не е во состојба да се справи со еден ваков предизвик што се вика глобална криза со многу жртви. Global crisis with... Добро. Не може. Зошто не може? Зошто не може? Затоа што сега некои ќе ме критикуваат. Не може од проста причина, затоа што капитализмот, бизнисот, основен мотив има за своето постоење профит. Тоа значи работење. Значи профит по секоја цена. Ја затоа кажав на почеток непочитување на животот. Па што кажуваше Трамп еднаш? Сите 20-та година тамо негде. Така е. 60 годишњаците нека се жртвуваат, нека се изложат, ама важно економијата да не ја сопреме, ја мајката. Да, и читаше 7% пораст на GDP-то од третиот квартал или вториот квартал. Значи тие станува да видат дали расте или не расте економијата ни. Тоа им беше всушност главната болка. Значи и овие вакви навидум логични или нелогични мерки, низ таа призма треба да го гледаме, се носат не за добробит, за почитување на животот на човекот, затоа што им е драгоцен животот, туку заради тоа да профитот биде максимизиран ќе биде излегува. И ако цврсти локдауни драконски се преземат, затоа што тоа ќе ги тера граѓаните да се вакцинираат, а тоа носи профит, ама оној момент кој ќе видат дека тука нема веќе профит, они ги попуштаат мерките, еве како англичани, британците сега, или данците, или кои сакате други, сите, Шведска, Норвешка. И што се случува? Ќе ги попуштаат мерките не затоа што постојат здрави епидемиолошки критериуми исполнети. Не се исполнети. Има точни параметри на кое ниво на стапка на инциденција смееш да попуштиш мерки. Не се исполнети, ама они ги попуштаат. Зошто ги попуштаат? Затоа што веќе нема пара се испуца со вакцините, па извакцинира 80% на население. И не може да го покрива тоа. 80% веќе нема таму пара. Па гледате, еве на пример. И сега мора другиот бизнис да не им пропаѓа. И тоа е капитализам. Во премиер лигата. Немаше во премиер лигата, немаше фудбалска екипа каде што 5, 6, 10 заразени фудбалери во еден исти временски период. Така. Може некои мечеви да се одложат, меѓутоа не ни помислија да ја прекинат премиер лигата, бидејќи штетите финансиски што ќе ги трпат клубовите, не може да се покријат со ништо. Значи тамо парата е пред се господин број 1 пред кого се поклонуваат сите. Па доволно е професоре да се прочита Карл Маркс од пред 2 века и да се свати како функционира тој систем. Значи не треба нешто ние нели да измислиме топла вода во целата таа работа. Вистината не тресна во очи многу жестоко. Шлаканица страшна, на двата образа ни плесна. Пандемијава не соочи со една сурова вистина дека никому не ни е гајле, не му е гајле за нас. На системот не му е гајле за нас, како мали единки, некакви граѓани што го сочинуваме општеството. Видите, професоре, во право сте и тука ќе додам дека не очекувавме дека нешто мало ситно, беззначајно може да фрли свет на колена. А од друга страна е оној систем мултимилионски, да не речам со милиарди вложени во системот Аполо за освојување или истражување на месечината на Вселената и така натаму, пропадна заради штраф од $2 или $3. Значи цел систем, цела инвестиција, цела империја пропадна за еден штраф од неколку долари. Овде нешто мало од некој мравојат, некој лилјак или било што, или излезено од некоја лабораторија, во еден момент парализира цел свет. И сите очекува вакцина, тоа беше драматична борба, кој прв ќе дојде вакцина,
Па гледате кои спинови се пушта по едни медиуми, по други медиуми, па не била оваа вакцина добра, па била оваа вакцина добра, па имала вакви нус ефекти. Па ќе се извадеше дека 1 на 1 милион вакцинирани имал некои нус појави и така натаму. И то никако не можевме да го објасниме дека станува збор за драматична борба за профит помеѓу тие мокни фармацутски играчи. Еве сега Джонсон гледам, имаше во јутрен лист објавено пред 2 недели, 3 недели дека во тишина престанал да инвестира во вакцината, не носи профит. Не им треба веќе. Не им треба, нема пари веќе во целата работа. Знаете ли вие дека богатите земји во моментов се проценува дека имаат вишок на вакцини некаде 1,1 милијарди. 1,1 милијарди вакцини. Не е ли етички сосема неприфатливо да ги имаат на лагер 1,1 милијарди дози вакцини, а само 12,3% од сиромашните земји да имаат примерно само една доза. Зарем не сваќаат дека сме сите всушност делови од еден врзан систем, затворен систем на врзани садови. Никогаш пандемијава нема да дојде до својот крај вистински. Еве, например, кај нас во Република Македонија, во лето ние ќе имаме спорадичен број на случаи. Овој Бранов сега на 200-300 ќе се симне до некаде при крај на март месец. И летото ќе ги броиме спорадични случаи, значи поединечни, неповрзани меѓу себе. 10-15 и така натаму. И летото е наше. И ќе речеме во Македонија е завршена пандемијата. Океј, ама привремено. Зошто? Затоа што ваму кај што 12,3% една доза имаат примено. Вирусот циркулира широко. Ке рече некој циркулира и меѓу вакцинираните. Не е точно поспорот циркулира, затоа што првите 3 до 6 месеци има една редукција на трансмисијата. Значи, ваму кај што слободно се уште циркулира вирусот, може да се јават нови мутанти, нови варијанти. Бидејќи сме затворен систем на врзани садови, кога тогаш ќе налетаат и кај нас ќе дојдат. Значи, целава работа ќе биде прича без краја, да речам така, да се изразам. Вие рековте И тој егоизам, тој вакцинален национализам, како што го нарекува, е нешто што е неприфатливо. Оној момент, а зошто е тоа така? Тоа е така заради тоа што, па така каже и овој Гебрејесус пред некое време, директорот на Светска здравствена. Вика, не е веќе заканата, сега во светлото на омикронот, кој што е поблак, не е веќе заканата самиот вирус. Сега заканата е сега што практично ние немаме водство, немаме лидершип во одделни земји и немаме солидарност. Ако нема солидарност и ако нема водство, ќе има ситуации како што, да речеме, водство од Светска здравствена, што ќе каже вака треба да правите сите. Не може Австралија да прави што сака, не знам, Британија што правева, австриците ќе прогласуваат Нов Зеланд што правева, задолжителни вакцини на едно место, на друго место попуштено скроз, не може тоа така. Значи, професоре, велите, 1,2 милиарди вакцини се неискористени ке богати. 1,1 милиарди. Ке богати. Не ги чуваат у магазин. Па ние сме биле многу богата држава. Богатите земји, не ние. Па и ние влагаме у редот на богатите, ние 200.000 ќе уништиме или уништивме 200.000. После доказ бидејќи нели им истекол рокот, тоа значи дека ние спаѓаме во редот на богати држави кои се себични, како викате, вакцинално себични и не споделуваат вакцини со остатокот од светот, и ке нас нели вакцини имаше вишок, ги чувавме, не ги користевме. Да. И сега ќе улетат овие антиваксери. Јас ги нарекам руски ботови, бидејќи тоа се од еден исти центар. Сега кој имаше ова криза со Украина, еден од првите на кои им беа воведени санкции бил личниот готвач на Владимир Путин, кој бил начело на некоја агенција во Санкт Петербург за истражување, компјутерски истражување или интернетски истражување, и преку таа асоциација или организација се финансираат сите овие руски ботови во Санкт Петербург, а и овде на Балканскиот простор. Они ќе почнат вакцини, купен Сорос,
Бил Гейтс, Светска здравствена, значи било што да се каже за вакцини генерално, но ја избегнувам таа тема, не сакам многу да ја користам бидејќи ќе улетате но 100 такви ботови ќе ви направат кармакаша. Едно од последните прашања кои сакам да го одговорам, не кажавме за шпанскиот грип. Потежок беше шпанскиот грип од короната како епидемиолошка форма, како вирусна форма или беше посмртоносен. Тоа се различни структури, различни типови. Зошто посмртоносен? Како мајмун и човек, нема. Така немат нешто допир на шпанскиот грип. Нема никакви допирни точки, меѓутоа бидејќи се појави како нов сој, нова варијанта, ново суштество. 1900, значи после Првата светска војна, значи. Да, после Првата светска војна се соочи тој вирус со практично наивна имунолошки популација од една страна и од друга страна таа популација во светот беше исцрпена од војната, од глад, од подхранетост. Тифуси, болести. Тифус и едно друго несоодветна храна 4 години колку траеше војната. Значи на една таква подлога на подхранетост, на ослабен имунолошки систем колективно налетува вирусов и прави партал. Плюс немаше антибиотици тогаш уште. Немаше ништо. Немаше. Значи тоа е разликата. Зошто не умира толку луѓе во Македонија? Трети, четврти сме во Европа од позади. Значи можеме ние нели да анализираме број на заразени, па не заразени, па се тестирале, па не се тестирале, така натаму и така натаму. Значи единствен аргумент кој може да биде реален, да биде објективен е број на починати. Број на починати во 2020, 2021, 2022, 2019 година, или да земеме одредени години дека има ситуации на екстремни метеоролошки, климатски услови или екстерни форми на грип или екстерни форми на некои вирози и така натаму, меѓутоа кога ќе споредите, ќе направите некоја статистичка компарација на 4, 5, 6 последователни години, вие гледате колку е зголемена стапката на смртност. Ние сме некаде трето, четврто место од позади. Така е. Бугарите, Босна и Херцеговина, тука сме недека отприлика. На почеток дел Русија и така. Да, на почеток и јас бев склон да верувам, ама тогаш беа помал број случаи дека доцна се јавуваат на лекар, чекаат премногу дома, дека имаат некои коморбидитети и така натаму. Ова последново и понатаму важи и сега, затоа што нашето население е можно нездраво. Нашето население е можеби половината со прекумерна телесна тежина. Ние имаме на 1.800.000 жители 400.000 диабетичари, имаме 100.000 астматичари, имаме секој втори има хипертензија, гранична или воспоставена. Значи во основа нездраво се храниме. Секој втор пуши, било жена, било маж. И тоа е на таква структура. Што значи тоа дека во наводници сме нездрава нација? Така, ние имаме многу лошо здравје. Или ако сакате попрецизно, здравствена состојба во која што доминираат премногу хронични здравствени состојби и опасни ризик фактори што предизвикуваат. Бугарија е полоша од нас. Говорам вамо, Бугарија, Србија е полоша од нас, Русија е полоша од нас, значи ова се официјални. После нас се Литванија, Перу, Романија, тука ние сме некаде со Литванија, меѓутоа овие три, ние сме четврто место. Значи, да не должам, тоа од една страна таа здравствена состојба, меѓутоа има нешто што е многу круцијално, зашто јас повеќе од година и пол трубам и алармирам и така натаму, за конечно да признаат дека немаат протокол за лечење. Односно има ама устен кој им се кажал после. Така, и на крај извадија протокол, нели? Протокол кој што го има на сајтот на министерството. Јас не се ни обидувам да го прочитам, не сум клиничар, значи клиничарите, инфектолозите нека си се произнесуваат. Не сакам до таа мера нели да си прибавувам себе си значење. Значи клиничарите нека си го прегледаат. Меѓутоа има нешто друго. Формално правно не е во ред. Не се прави тоа така. Зошто не се прави тоа така? Затоа што јас во моите не знам колку пати настапи во јавноста велам дека здравствената заштита од страна на здравствените работници во здравствените установи мора да се спроведува врз основа на упатства донесени врз основа на медицина базирана на докази. Ова е од прилика, парафразирано, да речам, го цитирам, член
став 1 од член 27 од Законот за здравствена заштита. Тоа е на сила. Зошто нас ни требаат протоколи? Што е суштината и значењето на тие протоколи? Така треба да имаме една униформираност на лечењето и некој да одговара, значи ако не се почитуваат тие протоколи, така е. Значи што е суштината на зашто се неопходни тие протоколи, да речеме? Ако протоколот еве да речеме го има сега, ама не е на ниво на на министерство, значи не е централизирано. Значи не е со сила на закон, значи условно речено. Па нема не е со сила на закон. Ако го објават во службен вестник, пеки, нема проблем, тогаш ќе биде законска врска за секој доктор. Секој доктор, матичен доктор, секој било кој, оној дел на кого што кај што припаѓа, ќе си се најде. Ако него почитува, кривично ќе одговара. Така се прави медицина. Не можеш ти да оперираш слеп од срева, дошол некој со рак на желудник, да речеме. И после ќе почини, ќе закарпат, отиде човекот. Значи, мора во правна држава мора се да се сработува, да се работи врз основа на закон. Можете ли вие во едносмерна улица да одите во спротивна насока? Не можете. Има закон за безбедност на сообраќајот. Во случајот со медицината има закон за здравствена заштита, кој што ваш колега почина 99-та година министер, нели, бидејќи овие сили на Умпредеп или НАТО или како кај Катланово возеа во спортивен правец. Тоа беше голема афера од Шведска, нели, таму едва ги повлекоа луѓето, им се судеше, не им се судеше. Така и овде. Ако влезете у обратен правец или погрешно лечите, ама мора да има одговорност. Дури вие имате некоја формулација дека тие што дават медикаменти, тоа е ваша формулација на Пановски, веќе не се сеќам. За антибиотиците? За антибиотици. 20 зборев. Дека треба да одговара, да им се одзема лиценца. Па за несоодветно давање терапија, особено за вирусна инфекција, ако се дава антибиотик, треба да му се земе лиценца. Каде е лекарската комора? Не постои. Не постои. Имаме ли ние снапско здружение? Немаме, практично. Нека ми прости директорката. Значи, во отсуство на протоколи, не само што се нема кривична одговорност, ако ја утнеш работата, ако замине пациентот, туку оставено ти е на собствената фантазија. На слободно судиско уверување. На твојата уметничка инспирација, сега малку карикирам, останува се на твојата уметничка инспирација, што ќе ти дојде во моментов да му ординираш на болниот. Најчесто им доаѓа инспирација да ординираат антибиотици, сумамед и така натаму. Да. А тоа што прави, тоа ја уништува цревната флора, бактериска цревна флора, каде што е регулацијата на имунолошкиот систем. Докторите паѓа на коленици имунолошката одбрана, а вирусот само собствената одбрана може да го чека. Молам? Тоа чека вирусот да падне одбраната. Така. И практично професоре, се зголемува ризикот за ако добро ве разбирам. Обичниот граѓанин во Македонија е заљубен или во жената или во швалерката, а докторите во Македонија се заљубени у сумамедот. И го препорачуваат само сумамедот, бидејќи тоа е љубов на прв поглед. Ајде малце нели да се нашалим. Психолошките последици, последно прашање. Поминавме 2 години. Некои луѓе многу травматски го помина целиот период. Мислам дека дури гледате, мислам, она средба на Макрон, францускиот председател, и Владимир Путин. Барали од францускиот председател да направи ПСР тест пред да се сретне со Путин. Тој не прифатил, бидејќи вели тогаш руската држава ќе знаеше се за здравствената состојба на францускиот председател и затоа седа на маса оддалечена еден од друг 5 метри. Еден Владимир Путин има параноичен страв од корона, од COVID-19, они мачо мен или кој јава, мечки, нурка со подморници, пука, лови и така натаму и така, но се плаши од корона. Значи еден поголем дел од населението, еден голем дел од населението. Читав на Твитер некоја девојка пред 1 или 2 месеци велеше после 1 година таа се дотирала, се нашминкала, се облекла и саќе излезе навечер во град. Че луѓето дома остана. Заборавија сонце како излезе, заборавија кафана, заборавија дискотека како. Кои ќе бидат штетите, ајде финалето на целото, кои ќе бидат штетите на се ова што нас не се случи изминативе 2 години?
Па ние тек ке броиме жртви во таа смисла. Жртви, не мислам на мртви, туку жртви во смисла на оштетени личности, на психотрауми, синдроми на оној така наречен синдром на психотравматизираност, на депресии, на анксиозност, не само заради вонредните услови, стресните услови на живење во локдауни, во заклучувања, во ограничувања и така натаму. Секако и тоа има удел. Ама ментумот, психологијата, расположението ќе ни страда, верувале или не, и заради оние што поминале, заради неконтролирано давање на антибиотици. Реков, цревната флора ако се уништи, таа регулира не само имунолошки систем, регулира и метаболизам, но регулира, директна врска има и со мозокот, и со централниот нервен систем. Директно пореметена цревна флора, покажано е дека е асоцирана значајно статистички со појава на депресии, на анксиозности и така натаму. Всушност нас короната нека биде финален. Всушност нас короната ни ги покажа сите слабости. Слабости во здравство, слабости во систем, слабости во бракови, слабости во брачни заедници. Читав сега Цветковиќ, овој познат глумец, глумеше во Стрекне Нова 1949 година, главниот лик го глумеше заедно со Мето Јовановски. Се разведува после 20 години од сопругата, и таа е позната глумица, и вика првите елементи на кризата се појавиле во карантинот и во корона. Значи, нас короната и на микро и на макро ниво не ги покажа сите слабости, скриени болести, скриени фалинки на здравството, на држава, све. Најголем, мислам дека од сите овие штети, овие постфестум, пост-ковид последици на психолошки план пред се, мислам дека најголема штета ќе има младата генерација, учениците. Децата. Мислам дека, за жал, да не ковам, нели, дај Боже да се зависи сега и од поддршката во семејството и така натаму, но добар дел од, особено овие што се во основно училиште, мислам дека понатаму ќе израснат во добар дел од нив, не сите, во личности психопати, социопати, асоцијални типови, личности кои што имаат дефекти. Ке се носат со неврозите веројатно цел живот. За жал, тоа е една од последиците. Се затворија, наместо да играат надвор, тие седат дома на овие социјални мрежи, гледат клипчиња мали така натаму. Ја затоа бев да бидат. Имаше некој истражување кој што велеше дека преголемото гледање на еротски порнофилмови всушност може да предизвикат импотенција кај луѓето или да ги растурат браковите, бидејќи таму во тие еротски филмови е све зубово, згодни девојки, згодни мажи, така натаму, така натаму. Кога ја сочите со некоја реална ситуација, тоа не изгледа така како што изгледа на порно или на еротски филм, малце нели да скерикираме. Па исто одите на плажа, не ве импресионира после вториот ден голи тела не ве импресионира. Така и овие деца сега веќе седат таму на YouTube, гледат одредени работи кои се многу поинтересни од некој реален живот што го живеат, и тоа на еден среден рок ќе предизвика драматични психолошки ломови кај нивната личност, во семејството, во фамилијата, во односите социјални и така натаму. Мислам дека тоа го занемеруваме, ама истражувањата што се прават се стравични во Америка, во Велика Британија, во Франција, тоа се стравични истражувања. Мислам дека реални се сите тие опасности и тоа ќе биде едно шаренило на последици пост-ковид, не само на психолошки план, туку и на физички, оној долг ковид, така наречен. Веќе во Германија, во други развиени земји прават пост-ковид центри, кај што работат мултидисциплинарно, повеќе специјалности, повеќе субспецијалности всушност, од разни гранки, и ги третираат, онака да кажем, сеопфатно. Би требало и ткајнес такво нешто се направи, затоа што сега гледам, ми се јавуваат доста луѓе со пост-ковид синдром, кои што прашуваат, не знам, не можам да дишам, ме боли глава, ми чука срце и така натаму, и кажуваат, сум бил таму на 3-4 специјалисти, едноставно си го губи времето,
Кото може губи да е, нерви, ко може да е централизирано. а друго е да биде тоа во еден центар. Професоре, сертификатите, последно прашање, да останат или да се укинат? Дефинитивно да се укинат, заради тоа што јас еднаш вака реков. Да не образлагам зашто е тоа бесмислена мерка. Бесмислена мерка е затоа што едноставно не обезбедуваат, не го обезбедуваат тој што е вакциниран, затоа што и тој може да се зарази. Така што на иста позиција се со невакцинираните. Значи, прво е бесмислена мерка, откако сега го имаме Омикрон. Второ, со таква мерка, со ковид пасош, да силиш ти некого да се вакцинира, само му предизвикуваш револ, пркос и отпор. Нема да се вакцинира. Одинат. Значи, бидејќи заинает. Така е. Бидејќи образложението беше да се стимулирала вакцинацијата. За таа работа, Се дестимулизира вакцината. за таа работа, да, се дестимулира, меѓутоа, за таа работа да можеше да успее, требаше многу порано да се фати кампања. Сега е веќе касно. Сега веќе настигнување е епидемијата во Македонија. Настигнување. Сега вие, некој да пример утре да се вакцинира со една доза, треба да чека 4 недели таму, 3-4 недели за втора доза, па 2 дози не го штитат од заразување доволно од Па треба да е трета Омикрон, доза. па треба трета да ја чека, 6 месеци, и па кога до тогаш ќе заврши епидемијата. Значи, веќе прошол возот. Веќе не можеме ние да се подпираме на процентот на вакцинирани. 40, 47, 2, 3, ако се земе 1.800.000 После население. смрт свадба, така нели? Ама така после свадба тапани, да Тапани, простите. така. Значи, она што гледам сега, нели, серо преваленца ќе се утврдувала колку е со тестови на улица. Мислам, не знам дали имаме време. Прават кај децата сега, не некои. И кај децата, и на улица прават да. во Скопје и сегде. Ами никогат на грчка граница, таму Ама тоа не е прават, таму битно. прават. Ама сега воопшто не е битно колку е. Затоа што не мора тоа веќе со тест да се направи. Веќе доволно математика да се употреби. Еве ви кажувам јас. Пресметките кажуваат дека има преку 90% имуни граѓани во Македонија. Имуни, значи независно дали врз основа на прележување, дали Или врз основа на вакцинираност. Така што тоа 40% нема везе. Има уште 50 и кусур плюс од таа бројка. Индиректен показател или директен показател е тоа што од 23 јануари наому тие 7-дневни подвижни просеци постојано се во опаѓање. И ќе опаѓаат уште во наредни 2-3 недели до кај 150-200 случаја и после во лето ќе имаме на две раце да ги броиме дневните случаи. Значи, веќе депласирано е да правиме тестирање и серопреваленца да утврдуваме стручно како што се вика. Тоа беше интересно да го правиме 2020 година. На времето. Многу луѓе прави направија. Тестирање, не вакцини, во тестирање. Витамини, цинк, не знам, витамин С, витамин Д, не сме знаеле, сме пиеле гривино масло тамо, нели? За коските ова, она, Јас напишав во една прилика и пари се направија овие лаборатории, на пример, брзи тестови, антигенски тестови, значи луѓето милионери стана, богаташи стана, искористија кризата. Мислам дека Пановски кој беше сигурно, кој беше директор на фондот за здравство, може тој се сеќа, може не се, имавме ние да велеше дека во старо време тие што се бават не со медицина, туку што се бават со лекарства, со продажба на лекарства, кога ќе починат ги закопуваат на посебни гробишта, пошто имат многу гревој направено. Токму правејќи профити со здравјето на луѓето. Мислам дека многу луѓе овде направија профити. Мислам дека основна грешка кај нас во Македонија покрај мерките вакви такви практично на почеток само беа така мерки да ги наречеш мерки. После тоа више мерки ние немаме практично. После веќе беше политизација. После веќе политиката си ги зема работите во своји раце. Одеднаш Венко Филипче од доктор стана политичар. Во моментот кога се прекршеќе него од доктора стане политичар. И кога вие гледате, а сте професионалец, па не знам кој сака нека во комисија за заразни болести да седи, ако е тоа глас во пустина и после тоа е подложно евентуално на ревизија од
повисоко политичко ниво, тогаш која е смислата, еве ова одговор зашто не прифатив. Која ми е смислата да седам ја таму и во 26 души, една гломазна бројка, гломазно тело, мини парламент. Да кажувам, што и да кажувам, ќе ме надгласаат. Така е, мини парламент. 26 луѓе комисија. во комисија. Ама ќе ме надгласаат. Ќе бидам врзан, па тоа беше суштината. Ќе бидам врзан со како да кажам, со кодексот и со кодексот, етика нема да ми дозволи да зборите во јавност. Индивидуално наспроти тоа што сум член во комисијата, да излегувам и да пишувам или да зборувам како сега. Во ваше име требаше Златан Мехмедовиќ да збори. Ќе требаше Златан Мехмедовиќ да збори. Зашто? Дали е некој вела бегам од одговорност? Дали е поодговорно? Дали повеќе одговорност би имал таму да седев како анонимен, да ме надгласува и Злата да ги кажува одлуките на генерални на комисијата, или сега со име и презиме сум испраен овде и одговарам за секој изговорен збор. И лично, и морално, и кривично, и секако. Во вакви кризни моменти, вакви кризни времења, низ историјата секој биле плодна почва за одредени процеси кои најмалку можеле како демократски да се дефинират после тоа. Па секогаш постои во историјата ситуација, постојат ризици да се јават сили со разни лукративни мотиви да ловат во матно. Кога ќе се појават на планетарно ниво, и не само на планетарно, глобални кризи со висок број жртви, како што е пандемијата, секогаш постои ризик кога ќе се прогласуваат тие вонредни состојби, кога ќе се прогласуваат локдауни, затварање и така натаму, некој да дојде на идеја да ја узурпира демократијата и да воспостави автократски или не знам диктаторски режим. Дека е тоа така, јас убеден сум дека во одредени средини, во одредени земји, да не ги именувам, кај што се спроведува нелогично јаки, или би рекол непропорционални на предизвикот мерки, рестриктивни, дека сигурно имало и ваков вид идеи. Спекулирам. Авторитарни, диктаторски и така натаму. Авторитарни идеи и така натаму. Секој во кризи да се подсетиме на историјата, после Првата светска војна, после пандемијата 1918 година на шпанскиот грип, после големата криза, големата депресија во светот, 1931 година се појави Хитлер. Така е. Тоа треба да не биде за памет. Ама мислам дека нема да не биде за памет. Знаете зошто? Затоа што мислам дека, сега малце филозофски, мислам дека Хегел бил во право кога рекол дека од историјата не учи дека ништо од неа не можеме да научиме. Професоре, 85 минути разговараме, планирав 60 минути, пошто имав неколку интервјуа кои беа долги, викам да не ги уморам гледачите, меѓутоа одлично интервју, јас уживам овакви интервјуа и беше задоволство во живо, после 2 интервјуа преку Skype или онлайн што се вели, да направиме интервју. Многу среќа, многу успех и се гледаме на некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата, навистина уживав во не знам колку помина. Сега ќе ви кажам точно, помина 1 сат и 24 минути. Да сме живи и здрави, се гледаме некоја следна прилика. Ова беше интервјуто со Драган Даниловски. Изминатите 2 недели имавме вистинска шведска маса. Сакавте интервју со Павле Трајанов, одлични 2 интервју со Павле Трајанов, сакате 1 или 2 анализи на политичката, војната, безбедносната криза во Украина и поврзана со Украина. Интервју со Драган Даниловски. Претходно 2 интервјуа со Слободан Богоевски, Андреј Петров, Манифестот македонски со Евтим Клетников, Стефан Влахов Мисов, Љубомир Фрчковски. Гледате, собидовме да направиме шведска маса каде што ќе можете да погледнете интервјуа кои ви се допаѓаат. Некои интервјуи се допаѓаат повеќе, некои се допаѓаат помалку. Меѓутоа секој од гледачите ќе се пронајде во некој интервју ќе му биде фаворит, ќе му се допадне интервјуто. Се надам дека овој интервју ви се допадна. Ако ви се допадне интервјуто, ново дружење четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.